Dobar den, dragi učenici. Dobro dojdete во e-učilnica po predmetu građevni materijali za 2. godina, profil arhitektonski tehničar. Moje to ime je Vesna Hristovska i ja sam diplomirani inženjer arhitekt koji što predava arhitektonski stručni predmeti vo stručното građevno učilište Zdravko Cvetkovski vo Skopje. V ovoj video će se zapoznajeme s novnata nastavna jedinica toplinski zvučni izolacioni materijal i učenici koji treba da imate rezultati od učenja. Znači treba da znajete da obrazložujete primjena na toplinski zvučni izolacioni materijali, odnosno kako da se zaštiti na energiju i da se namali zagaduvanje. To je jedan od najefikasnijih metodi za na povoljna klima v unutrašnjite prostoriji, na jedan objekt i zaštita na energije su poslovanjето na toplinska izolacija. Znači, loša ako je izolirana jedna zgrada, pa je gubi svojata energija i to je najčesto od odbivkata, što se vidne po natamu. Toplinski izolacioni materijali. Това зборуваме за топлотна изолација. Прво помислуваме на зима, изолација од студ. Објектите треба да се заштитат и од претерано греење во летниот период. За да се задоволат градежните прописи и за да се изградат објекти со голема енергетска ефикасност, сите објекти треба да се изолираат. Топлотно изолиран објект има подолжно потреба по комфорене и ја штити животната средина. Што значи добро изолиран дом? Значи дека има добра топлинска изолација на фасадни зидови, на подови, на покривна конструкција, на отвори, прозори, врати на фасада и така натаму. Значи топлинската изолација ги намалува загубите на топлина во време сезона, ја задржува топлината во просториите, а преку лето не дозволува надворешната топлина да навлезе во внатрешноста на просториите. Таа е улогата на овие топлинско изолациони материјали. Најважно е, значи, како да се избере вистински материјал, топлински изолационен материјал. Добрата топлинска изолација задоволува и некои дополнителни барања, кои што се пропустивост на парија. Што значи пропустивост на парија? Просториите треба да дишат. Што значи тоа да дишат? Тоа значи дека влагата во просториите треба непречено да излегува надвор. Противпожарна заштита. Значи, кога ќе се појави пожар, треба да се заштити објектот од пожар. Ако сепак се појави, значи, пожар, треба да се спречи ширењето. Трајност да издржи додека постои, значи, таа топлинска изолација, додека постои самиот објект, треба да издржи и таа изолација. Звучна изолација, сепак покрај топлинската треба и да се обезбеди звучна изолација и отпорност на влага, хемикалии и инсекти. Значи, за изборот на топлинско-изолационите материјали сепак влијаат и микро и макро климатските услови, нели? Бидејќи не е исто кој материјал ќе го одбереме во топлите и во ладните предели. И популарноста нормално на производот и градежните традиции. Меѓутоа и цената исто така игра голема улога и сепак не треба да се заборави дека изолацијата денеска не извршува само примарната функција да чува од студ и од топлина, меѓутоа таа и треба да ги задоволи сите овие дополнителни барања кои што ви ги кажа. Непознавањето на својствата на термоизолационите материјали може да доведе до значително намалување на ефектите на изолацијата, на влага, гниење на материјалот. Значи, тоа може да се случи ако имаме термоизолациони материјали во подрум, односно или ако зидовите се вкопани во
во земја, мула, лупење и паѓање на паро, непропуснати завршни слоеви, оштетување од дејство на мраз и така натаму. Дали знаете дека човекот во текот на денот произведува 400 мл водена паре, само со дишење? Помножете го тоа со бројот на членови во семејството. Каде е готвење, каде е туширање, сушење алишта и така натаму. Значи, ние заради тоа мора да ги познаваме термоизолационите материјали и да правилно ги употребиме откако ќе ги запознаеме сите негови својства. Видови на топлотно-изолациони материјали. Имаме два вида на топлотно-изолациони материјали. Неоргански и органски. Органски материјали се од петролни продукти, значи тоа е стиропор или тоа што се вика експандиран полистирен. И неоргански, кои што се со влакнеста структура, значи тоа се изолациони материјали со минерално потекло. Ова е многу важно да го знаете, минерална камена, тука спаѓаат камена и стаклена минерална волна. Ево овде имате на слика како изгледа камена минерална волна. Еве камената минерална волна. Таа е термоизолацијски материјал со минерално потекло, рековме, добиен со топење на висока температура на вулкански карпи, доломит, диабаз и базалт. Тоа го учевме на почетокот на годината за видови на карпи. Со специјална технологија добиената стопена лава се лади, во кој процес се формираат влакна, кои со помош на врзивност се собликувани во изолацијски плочи. Основни карактеристики. Низок коефициент на топлоспроводливост, че треба да знаеме дека тоа значи дека не треба да испроведува топлината, дали се наоѓа во зид, значи помеѓу две површини, склоност на појава на мула, негорлив материјал. Негорлив значи дека при пожар камената минерална волна, кога има пожар, камената минерална волна се топи на 1000 степени Целзиусови, додека кога има пожар е 600 степени Целзиусови. Значи тој не гори и ако се топи не може да се стопи на таа температура. И при топењето камената минерална волна е добра бидејќи таа не ослободува штетни гасови и е биоразградлив материјал. Стаклената минерална волна. Својства. Стаклената минерална волна е термоизолацијски материјал со минерално потекло и висока содржина на рециклирани суровини добиени со топењето на песок и стаклен рециклат. Со специјална технологија добиената стопена лава се лади, во кој процес се формираат влакна, кои што со помош на врзивно средство се обликувани во изолацијски ролни или плочи. Значи во производството може да се најде или во ролни да биде стаклената минерална волна или во рамни плочи. Ако стаклената волна е импрегнирана значи дека е тврда, или пак е растресита како во овој случај представува опасност. Што значи представува опасност? Ево овој работник мора да носи при монтажа заштитни ракавици и заштитна маска, бидејќи таа стаклена волна може да му наштети на здравјето и имаме пример на поставувањето во кровна конструкција меѓу роговите. Примена на стаклена камена волна во градежништвото. Основни карактеристики на стаклената волна се дека таа е постојана на вода, водена парја, има голема порозност, пропускливост на влага, тешко е запалива и добра абсорбција на звук. Исто така и стаклената волна, значи не гори, таа евентуално може на 700 степени Целзиусови да се топи, а рековме дека на 600 степени имаме пожар. Се применува стаклената минерална волна за и камената во термоизолација, преградни зидови, меѓукатни конструкции подоби, во склоп на вентилирани и невентилирани контактни фасади, рамни
коси кровови. Еве каде се користи камен и стаклена волна, имаме слики во поткровле, овдека значи е стаклена волна, па после треба се затвори со гипс картон. И на кос кров, ова е од надворешната страна, ова е камена минерална волна меѓу роговите, овдека е за хидроизолација и керамидите од озгора ќе се заврши кровот кој ќе се наведат. Овде имаме пример на стаклена волна во преграден зид, значи ова е со гипс картон преграден зид, а помеѓу овие алуминиумски цевен профили се поставува стаклена волна и после кога ќе заврши овој работник со монтирањето на стаклената волна меѓу профилите, ќе го затвори со дека гледаме гипс картон лочи, ќе ги заштити од оваа страна и ќе добиеме убав преграден зид помеѓу две простори со добра изолација, и звучна и термичка изолација. Стиропор. Третиот, рековме дека топлотен изолационен материјал е стиропор експандиран полистирен, значи покрај стаклената и камената волна се јавува стиропор, тој се одликува со мала волуменска маса, мало отпивање на вода, добри механички својства, отпорност на гади и микроорганизми, слаба противпожарна заштита и тој може да се рециклира. Десно на сликата имаме еден пример на стиропор во пот, кој што освен на топлотна изолација и е така дизајниран да во неговата структура се наоѓаат и кабли за подно грејење. Топлинска заштита на фасада. Имајќи ја предвид големината на површината, топлинската заштита на фасада представува еден од најважните елементи на топлинска заштита на објектот. Гледаме десно на примерот како со стиропор се прави топлотна изолациона фасада. И ако сакаме да го изолираме, значи квалитетно објектот, треба да ги знаеме колку е животниот век и колку е отворен материјалот на влажност. Сега да видиме за звучна изолација. Значи, некои изолациони материјали до сега што ги видовме, како камена и стаклена волна, тие ги имаат и двете својства. Освен топлотна, имаат и звучна заштита. Камената и стаклената волна се материјали со влакнеста структура, што ги прави изворени абсорбери на бучава, значи тоа е многу важно, па звукот останува заробен во наводници, значи помеѓу влакната и создаваат звучна заштита во средини каде што има бучав. Со минерална волна, камена или стаклена во кровните конструкции, надворешната бучава значително ќе се намали. Меѓутоа, освен во кровната конструкција, исто така звучната изолација е многу важна и во подот. Овде имаме еден пример на пливачки под, кој што се на носечката конструкција не се, ова е значи конструкцијата овдека, меѓукатна конструкција, не се подпира директно, туку се одвоени со звучна апсорбцијска изолација која што го придушува звукот. Тој слој се вика пливачка маса, звучен абсорбер или придушувачки слој, а најдобро решение е тоа да биде слој од камена минерална волна. Значи, еве го тоа е ова е таа минерална волна, која што се вика пливачки под. Над камената волна е ставен ова сивото е естрик и над него е ставено естрик и над него е ставена паркет, може да биде ламинат, може да биде керамички плочки и така натаму, и со тоа значи се спречува, ако имаме ваков под пливачки, ќе имаме добра звучна изолација. Ученици, еве понатаму, ви се прашани за самооценување, да си ги одговорите и да си го проверите своето знаење. И благодарам на вниманието и се надевам дека ќе се видиме и за други предмети.